Почитувани граѓани, последните денови пред изборите сведоци сме на манифестацијата на нервоза и паника во редовите на ВМРО-ДПМН, како и на страшно примитивна, мизерна и прљава кампања, во која што се уништуваат плакатите на нашите кандидати, незаконски се поставуваат мрачни партиски знамења на бандерите, се уништуваат и шкртаат јавни површини, се демолираат штабови на СДСМ, јавно и наводно хуманитарно се дели брашно, зејтин, цемент и без срам се објавуваат слики од истото на социјалните мрежи. Се делат топки во школските дворови, се расфрлаат гадни летоци против нашиот кандидат доктор Горанчо Младеновски, се сеат закани за кратење на социјална помош и други додатоци на граѓаните, се дели се и се што, се ветува се и се што, само да се задржат фотелите. После 4 преспани години, на само 3 дена пред изборите, се крпат дупки по улиците, се носат машини кај што ќе се стигне, се асфалтираат патшиња, се со цел на кратко да се манипулира со луѓето и со гласачите. Подсетуваме дека само пред неколку дена беше нападнат и кандидат за советник од редовите на опозицијата во присуство на полицијата. Пред само неколку дена на дело беа фатени функционери на ВМРО-ДПМН, кои заедно со брачниот директорски пар ОР и ДР среде ноќе скришно и шверцерски штанца одредени решенија во просториите на Центарот за социјални работи во Крива Паланка. Откако на дело беа уловени, ги исклучија светлата, се сокрија во ходниците и многу покасно сите беа скришно евакуирани од страна на полицијата. До овој брачен пар го поставува прашањето дали се свесни што работат. Зошто се сокрија во темницата и зошто со капи на глава, криејќи се и своите ликови, со полиција беа евакуирани и изнесени среде ноќе од Центарот. Зошто се уште молчат за овој голем скандал? Градоначалникот во заминување го прашуваме дали е ова дел од тоа што он го најави лично, нивната прљава кампања. Дали не му е срам од сето она што го работат функционерите, раководителите на институцијата од ВМРО-ДПМН и другите негови активисти на терен. Почитувани граѓани, на 24 март изборот е помеѓу насилството или мирниот живот, стравот или почитувањето, уцените или поддршката на сите што умислат добро на градот, заканите или помошта на секој поединец кој живее, делува и работи во оваа општина. Со изборот на Сојузот за иднината и гласот даден за доктор Горанчо Младеновски, гласате за слобода, мирен и нормален живот, помош и поддршка на секој поединец, гласате за татко на сите граѓани, а не татко на неколку поединци и на неколку фамилии. Со заокружување на бројот 42 на двете гласачки ливчиња, гласате за разум, нови вредности, ред на нештата, позитивна енергија и напредок на целата општина. На 24 март заокружите го бројот 42 и одберете подобра иднина. Благодарам.